млади шахисти, ајде да играме шах. А додека играме шаховска партија, ние ги разменуваме фигурите со противникот. При тоа може да настанат 3 вида размена. Размена со загуба, размена со добивка или фер размена. Драги шахисти, но дали знаевте дека секоја фигура на шаховската табла има своја вредност? Ајде да се запознаеме со вредноста на секоја фигура. За тоа што во текот на целата партија се случува размена на фигури. А како ќе знаеме какви стратегии и тактики да преминеме ако не познаваме вредноста на фигурите? Да започнеме со скокачот. Кога тој ќе застане во центарот на таблата, напаѓа 8 полиња. Кога ќе го поставиме ловецот во центарот на таблата, тој напаѓа 13 полиња. Додека нашиот топ напаѓа 14 полиња. На диаграмот гледаме дека кога нашата дама ќе стапне во центарот на таблата, напаѓа на 27 полиња. Не е ни чудо што велиме дека е најмоќна фигура на таблата. Го видовме напаѓачкиот домет на фигурите. Според него еве ја вредноста на фигурите. Да започнеме по ред. Дамата има вредност 9 поени, топот има вредност 5 поени, ловецот и скокачот имат еднаква вредност, вредат по 3 поени. И најслабата фигура, пешакот, вреди 1 поен. Иако ловецот и скокачот се движат на различен начин, тие сепак имат речиси еднаква вредност, а таа се мери со 3 поени. Во партијата се случуваат многу размени, а ако размениме дама за дама, како на диаграмот, велиме дека сме направиле еднаква размена. Односно сме дале и зеле 9 поени. Ајде да видиме и други размени. Значи, ако размениме топ за топ, пак е еднаква размена. Пешак за пешак е еднаква размена, ловец за ловец е еднаква размена, скокач за скокач е еднаква размена и топ за топ е еднаква размена. Имајте го ова на ум. Се додека во партијата имаме еднаква размена со противникот, велиме дека сме во баланс и дека сме во равна игра. Но кога ќе се промени балансот во однос на бројот на поени, тогаш оној што има повеќе поени според вредноста на фигурите има поголеми шанси да победи. Затоа оваа лекција е важна да ја запомнеме во текот на партијата. Треба да внимаваме да сме во материјална рамнотежа. Ако успееме да освоиме противнички фигури со поголема вредност, значи дека нашите шанси за победа се зголеми. Ако во партијата размениме ловец за скокач, значи дека повторно сме направиле еднаква размена. Но што значи ако нашиот пешак ја земе противничката дама, а противникот го земе само нашиот пешак? Тоа значи дека сме направиле профитабилна размена, бидејќи сме освоиле 9 поени, а противникот освоил 1 поен. 9 минус 1 – 8. Значи сега сме во предност од 8 поени. Во овој случај, кога топот ќе ја земе дамата, сме освоиле 4 поени, бидејќи 9 минус 5 е еднакво на 4. Дамата вреди 9 поени, а топот вреди 5 поени. Кога ќе ги одземеме, разликата е 4 поени и тоа е нашата предност. Во диаграмот лево имаме еднаква размена, скокач за скокач. Но во диаграмот десно имаме размена на топ и скокач и предност од 2 поени, бидејќи 5 минус 3 е еднакво на 2. Има уште еден шаховски термин за оваа размена. Се вели дека сме освоиле квалитет. Кога освојувањето на противничкиот топ сме го направиле со помалку вредните скокач или ловец.
Ајде сега уште малку математика. Да пресметаме колку поени сме освоиле во првиот диаграм. Тука скокачот зема дама, а пешакот ќе земе скокач. Значи, ако 9 минус 3 е еднакво на 6, тогаш белиот е во предност од 6 поени. На вториот диаграм, белиот пешак зема скокач, а црниот пешак ќе земе пешак. Значи, ако 3 минус 1 е еднакво на 2, тогаш белиот е во предност од 2 поени. На третиот диаграм, белиот ловец зема топ, а црниот скокач ќе земе ловец. Значи, ако 5 минус 3 е еднакво на 2, тогаш белиот е во предност од 2 поени. На четвртиот диаграм, белиот топ ја зема црната дама, а црниот пешак ќе земе топ. Значи, ако 9 минус 5 е еднакво на 4, тогаш белиот е во предност од 4 поени. Единствената фигура која не може да се разменува и мора да остане до крајот на играта на шаховската табла е нашиот крал. Затоа велиме дека неговата вредност е бесконечна. Многу често во партиите ќе се случува да жртвуваме топ, ловец, па дури и дама со цел да го заробиме противничкиот крал, кој исто така има бесконечна вредност. Ако сме успеале, значи дека сме ја победиле партијата. Довидување.